10 дена агонија, без никаква информација дали Панче Жижовски е жив или мртов. Керката на 74 годишниот пензионерот Велес Залфа раскажува дека дури сега ги дознала деталите за грабнувањето и убиството на нејзиниот татко. Неговото исчезнување беше во сенка, откако целото внимание на јавноста беше насочено кон случајот со младата ученичка. Дали претходно беше поврзан со... Не знаев, ова се што слушаме ново за мене. Не знам ништо и не можам ништо повеќе да ви кажам. Значи немаше он претходно закани, немаше притисоци некој? Не знам и не можам ништо да ви кажам, и јас колку што знам немал такво нешто. Македонка 2 дена по исчезнувањето на нејзиниот татко преку социјалните мрежи побара помош тој да биде пронајден. Таа тогаш објави фотографија и од него, но и од автомобилот Citroen за кој подоцна се испостави дека бил употребен за киднапирањето на Вања. Според полицијата и обвинителството, Панче бил убиен и должел околу 500 евра, но и за да му биде одземен белиот Citroen. Откако бил убиена Вања, возилото на Панче било полиено со бензин и запалено, а од полицијата велат дека знаеле и кој го набавил бензинот и од која бензинска пумпа. Пензионерот Жежовски беше грабнат на 22 ноември од својот дом, 2 дена пред неговата ќерка да го пријави како исчезнат. Убиен е и закопан на патот Велес, Скопје.